Денеска сакаме да ве информираме дека Сдруженијето на новинарите на Македонија вчера преку нашиот правен застапник достави жалба пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург за инцидентот со новинарите од 24 декември 2012 година во Собрание. Од Европскиот суд бараме да утврди прекршување на членот 10 од Европската конвенција за човекови права поради насилното бркање на новинарите од Собраниската галерија. Ние сметаме дека во овој случај се повредени и членот 6 и 13 од конвенцијата, кои гарантираат право на фер судење пред Уставен суд и право на ефикасен правен лек. Ние како ЗНМ бевме заинтересирани овој случај да го решиме пред нашите домашни институции. Меѓутоа, како што и вие знаете, одговорните институции во Македонија, тргнувајќи од Собранието на Македонија па до Уставниот суд, не покажаа демократски капацитет да утврдат едно очигледно прекршување на нашиот устав кој гарантира слобода на изразување. Ние веруваме дека Европскиот суд ќе утврди прекршување на правото на слобода на изразување согласно членот 10 од Европската конвенција, затоа што е очигледно дека новинарите беа спречени да информираат за седницата за буџетот, а на јавноста и беше ускратено правото да биде информирана за инцидентите во Собрание. Очекуваме Европскиот суд да ја прифати нашата апликација, затоа што сме убедени дека интервенцијата на собраниското обезбедување против новинарите е незаконска и дека таквото ограничување на слободата на изразување не беше неопходно. Со овој потек сакаме да им покажаме на нашите домашни институции дека вакви репресивни мерки против новинарите и медиумите не се дозволени во демократски општества. Прашуваме кој ќе ја преземе одговорноста ако Европскиот суд утврди дека со бркањето на новинарите од Собраниската галерија е прекршено начелото на слобода на изразување. Сакаме да потсетиме дека државниот врв, председателот, премиерот и председателот на Собранието тогаш изразија жалење за инцидентот, а анкетната комисија за расветлување на инцидентот во Собрание утврди дека со бркањето на новинарите од галеријата било прекршено начелото на јавно информирање, кој е дел од слободата на изразување.